Општина Ново село продолжува со реализација на проектите во делот на инфраструктурата кои беа планирани за периодов. Моментално се работи на изградба на паркови во 7 населени места во општината. До летниот период општинските власти од Валандово очекуваат да се покрие новата црква во центарот на градот. Информациите кои се шират на интернет порталите дека на Кожув планина наводно ќе се отвара рудник за злато, познавајќи ги негативните ефекти од истото, гевгеличани масовно го изразија својот револт. Почитувани гледачи, вие сте со уште едно издание на Дневникот. Добре дојдовте. Овој дневник го започнуваме со националните вести. Образованието е важен предуслов за напредокот и развојот на една земја. Токму затоа треба постојано да се подобруваат образовните инфраструктура и условите за учениците. ВМРО ДПМН во изминатите години спроведе голем број на мерки и проекти со цел унапредување на условите за следење на наставата на учениците, изјавија денес од ВМРО ДПМН. Во текст се јавните повици за изградба на објекти на 3 нови училишта. Станува збор за изградба на нов објект на основното училиште Вера Јоцик во Хиподром, со површина од 2100 метри квадратни и капацитет од 600 ученици. Инвестицијата е приближно 1,2 милиони евра. Дополнително, по изградбата на новиот училишен објект ќе се започне и постапка за изградба на нова спортска сала во ова основно училиште. Нов објект ќе добие и основното училиште Димитар Македонски во населбата Лисич, кое што ќе биде со површина од 2840 метри квадрати и наменет за 700 ученици, односно по 350 ученици во една смена. Инвестицијата е вредна 1,2 милиони евра. Македонија се наоѓа во една тешка политичка криза предизвикана од политичките партии. Сега имаме чудна ситуација. Немаме парламент, а имаме пратеници. Немаме влада, а имаме министри и заменици, изјави Стефчо Јакимовски. Тој додаде дека единствена стабилна институција во овој момент во државата е само председателот на државата. Ние се наоѓаме во една чудна ситуација. Ние сме држава која што немаме парламента, имаме пратеници, која има влада, односно нема влада, а има министри и заменици, и практично единствена стабилна институција во оваа држава е само председателот на државата. Ова е крајно неодговорно од сите политички партии. Мислам дека за ова мора да има брза разрешница или влада или нови избори. Трето решение нема. Вакво статус-кво може да носи огромна штета за Република Македонија, имајќи во предвид безбедносната состојба во регионот, во Европа и во светот. Овие локални избори исто така се битни за Република Македонија. Локалните избори, односно локалната власт е многу битна за граѓаните, затоа што вистинскиот сервис на граѓаните е практично локалната самоуправа. Сметаме дека она што го понудивме во изборите 2013 година и она што остваривме резултати за овие изминати скоро 4 години, сметам дека најголем дел од ветеното го имаме остварено и мислам дека со право можеме да побараме поддршка од граѓаните и во оваа 2017 година. Американскиот конгресмен Трент Франкс се приклучи на повиците од Конгресот и од Сенатот со критики до Американската амбасада во Скопје за партизирање на парите кои биле давани на невладини организации блиски од фондацијата на Џорџ Сорос. До сега немаме добиено одговор од Американската амбасада во Македонија, а тоа е загрижувачко прашање, па ќе бидеме приморани да превземеме одредени мерки по однос на финансирањето. Доколку сме сигурни дека тоа финансирање во суштина не и помага на Македонија, туку и одмага. Ние не сакаме да помагаме во финансирање на насилни протести кои би им наштетиле на граѓаните на Македонија. Луѓето како Џорџ Сорос може да ги тиранизираат невините долго време, да финансираат организации кои се за тиранија наместо човечност, но на крај не успеваат добро да ги проценат луѓето. Убеден сум дека тоа е така во неговиот случај. Мојата порака за Македонија е многу едноставна. Америка ве сака. Сакаме да уживате во животот, да бидете слободни и да имате можност да си ги остварите со ништата. Сакаме да направиме се што е во наша моќ за да помогнеме во половата еднаквост, достоинство
општеството и се надеваме дека ќе останете за идеалите за слобода, затоа што се најзначајни. Да, одговорив. Надзорот на Конгресот врз извршната власт е дел од нашата демократија и ние ја цениме можноста да соработуваме и да објасниме што правиме. Во одговорот појаснивме за нашата улога која граѓаните тука многу добро ја знаат. Пржинскиот договор и изборите на 11 декември. Продолжуваме со настаните од регионот. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Општинскиот комитет од Новосело во изложбениот салон на Домот на културата Јане Сандански во Новосело организираше трибина под наслов Времеплов, на која беше направен осврт на работењето на активностите на УМС од Општинскиот комитет Новосело од неговото основање до денес. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Општинскиот комитет Новосело денеска во изложбениот салон на Домот на културата Јане Сандански организираше изложба и трибина насловена Времеплов. Настанот беше концепиран така што во делот на изложбата беа изложени документи, фотографии и други материјални сведоштва за структурната поставеност и начинот на функционирање на Унијата на млади сили во Новосело. А во делот на трибината, како наши гости, имавме членови од извршниот комитет на ВМРО ДПМН од 90-тите години, во кое време предизвиците пред кои тие биле исправени како млади луѓе не се разликуваат многу од тоа со кое сме ние соочени денес. Своје обраќање имаше и првиот председател на Унијата на млади сили на Општински комитет Новосело, Коце Русков, кој најоригинално ни ги опиша функционирањето и односите од тој период. За нас, како актуелно раководство на Унијата на млади сили во Новосело, представува неизмерно задоволство и постигната цел да ги видиме оптимизмот и жарта на луѓето кои се навраќа во спомените и се присетува на моментите и тие како Унија на млади сили функционирале под знамето на ВМРО. ВМРО ДПМН денес останува да биде можеби единствената партија која се залага за македонско национално обединување и преку ваквите настани добиваме уверување дека на граѓаните никогаш не им е премногу од родолюбие и патриотизам. Како припадници на најмоќната младинска организација во Македонија во минатото, но и најмоќна организација во денес, иако некогаш можеби изгледаме премерни и сме претивки, кога се работи за загрозување на националните интереси и предавство на македонскиот народ, можеме да бидеме незамисливо гласни и конкретни во решавањето на заканите по опстојувањето на Македонија. Ова не го говориме на памет, ами го говориме како искуство од акумулираната енергија од непосредните контакти со граѓаните, со ваквите настани сакаме да покажеме и докажеме дека ВМРО ДПМН останува да биде синоним за Македонија, а Унијата на млади сили е моторот кој ќе трасира нејзината иднина. И уште една информација од Општина Новосело. Општината продолжува со реализација на проектите во делот на инфраструктурата кои беа планирани за периодов. Моментално се работи на изградба на паркови во 7 населени места во општината, за чија реализација општината обезбедила средства од Агенцијата за поддршка на земјоделието и руралниот развој. Зубово, Сушица, Новосело, Борисово, Мокриево, Дражево и Смоларе се 7 населени места кои во периодот кој следува ќе имаат можност да уживаат во нови убаво уредени паркови. Општина Новосело во изминатиот и периодот кој престои работи на инфраструктурни зафати во сите населени места во општината подеднакво со цел да им обезбеди квалитетни услови за живот на жителите. Дел од парковите во селата се веќе направени, дел се градат, а за дел изградбата ќе започне наскоро. До сега имаме изградено паркови во Зубово, Сушица, Новосело. При крај сме со изградбата на паркот во населено место Мокриево, Борисово, а веќе сме и во изведување на финалните работи за паркот во Дражево. Од кога ќе завршиме со изградбата на паркот во Дражево, истата активност ја продолжуваме во населеното место Смоларе.
Како што истакнува првиот човек на општината, ова е начин на кој локалната самоуправа се труди да биде присутна во секое место, а фидбекот покажува дека населението е задоволно. Останува само добро да се грижат и правилно да ги користат поставените реквизити. Овие паркови се наоѓаат на локации каде што беа запуштени места. Тие беа места, значи, руинирани, места за фрлен отпад. Еве, со изградбата на паркови ние овие места ги оплеменуваме и ствараме услови за рекреација и одмор на сите категории на граѓани од населените места. Па тоа е идејата. Значи, сакаме сите тие места да ги оплемениме, не само во овие населени места. Планираме овој проект да го реализираме и за останатите населени места во општина Ново село, да ги оплемениме тие места каде што во моментот се, како што реков претходно, места за фрлање на отпадоци, депонии, а ние со тоа ќе ги уредиме и ќе ги направиме пријатни качиња за одмор, рекреација, за игра на младите, за сите населени места во општина Ново село. Проектот кој опфаќа изградбата на овие паркови е финансиран со дел од буџетот на општина Ново село, а дел со подршка од Агенцијата за подршка на земјоделството и руралниот развој. Вкупниот буџет изнесува 12 милиони денари. До летниот период општинските власти од Валандово очекуваат да се покрие новата црква во центарот на градот, а за оваа година предвидено е да се уреди и централното шеталиште. Новата црква во центарот на Валандово продолжува да се гради. Локалните власти очекуваат до летниот период објектот да се покрие. Според градоначалникот Чурлиновски, црквата се наоѓа на најдобрата локација во центарот на градот, каде и со претходен план постоела маркица за нејзина изградба. Урбанистички план на Валандово се работи моментално, меѓутоа и по стариот детален урбанистички план во централниот дел на Валандово имавме маркица за црква. Бидејќи црквата во градот Валандово се наоѓа на гробиштата, одлучивме како совет и после многобројните дискусии, особено панел дискусии со граѓаните, дека треба да се започне со изградба на црквата во најубавиот дел во срцето на Валандово, а тоа го имате многу пати посетено. Општина Валандово заедно со Повардарската епархија и дедото Агат Ангел успеевме да одредиме локацијата која што и таму и беше маркицата и да започнеме пред 2 години да ја градиме црквата. Заедно со изградбата на црквата оваа година е предвидено да се уреди и главното шеталиште во центарот на Валандово. Очекувам да до летниот период биде направена карабински, односно да се покрие. Општина Валандово го процени потребата на граѓаните и сметам дека местоположбата на која што се наоѓа и шеталиштето кое што ќе го имаме, бидејќи во 2017 година општина Валандово има предвидено 10 милиона денара за преуредувањето на шеталиштето и заедно со црквата ќе представува едно вистинско убаво место не само за жителите на градот Валандово, туку за целата општина, па и посетителите кои што ќе доаѓаат од страна. Овој православен храм е посветен на празникот раѓање на Пресвета Богородица. Почна да се гради минатата година и е прв храм во центарот на градот после 185 години. Црквата се протега на површина од над 250 метри квадратни и предвидено е да може да прими околу 500 верници. Општинските власти очекуваат оваа градба да прерасне во место каде во догледно време ќе се вршат свечените верски обреди. Црквата се гради со средства на Повардарската епархија и општината, според идејното решение на архитектот Благој Здравев од Штип, а техничката изведба на објектот е на компанијата Джови од Струмица. Продолжуваме со настаните од Гевгелија. Гевгелиската јавност деновиве е разбранувана и погодена од информациите кои се шират на интернет порталите дека на Кожув планина наводно ќе се отвара рудник за злато. Познавајќи ги негативните ефекти од истото, гевгеличани масовно го изразија својот револт на социјалните мрежи. На ова реагираа и од надлежните служби. Гевгелиската јавност деновиве е разбранувана и погодена од информациите кои што се шират на интернет порталите дека на Кожув планина наводно ќе се отвара рудник за злато. По објавата на видеото од страна на Сдруженијето Спас за Гевгелија, меѓу гевгеличани се чувствува страв, се јавува паника и револт. Нашата екипа ги контактираше надлежните од Сдруженијето за наводните експлозии за сечата на шумата на Кожув и оттаму ни одговорија дека јавноста е изманипулирана со драматичниот наслов на порталот А1 кој прв создаде политичка тензија на прашање што не е поврзано со политика.
Оттаму додаваат дека на видеото може да се види како тече постапката за отварање на рудници, а не дека на Кожовта вистина се случува тоа. Како загрижени граѓани на Гевгелија го читаме законот за концесии од овој тип и дојдовме до сознание дека при завршувањето на концесијата за испитување која трае 4 години и е доделена во 2013 година, истекува токму оваа година. Истата компанија која ја има концесијата единствено има право да добие концесија за испитување доколку е заинтересирана. Исто така, ако ја посетите страната на компанијата која ја има концесијата за испитување, ќе прочитате дека имаат објавено информација за количината на злато во овој регион и дека е доста богат. При истекувањето на концесијата за испитување би отпочнале со работа, наведуваат во пишаниот разговор од страна на Сдруженијето. Но ова секако реагира од ВМРО ДПМН, односно заменик министерот за економија Христијан Делев, кој истакна дека манипулациите на СДСМ и Сорос достигнаа нивоа на грубо лажење и ефтини манипулации со цел да ги исплашат граѓаните на Гевгелија во функција на предизборната кампања на СДСМ за локалните избори. На ова видео со груба манипулација се изнесени многу лаги кои имаат за цел да ги заплашат граѓаните на Гевгелија во функција на предизборната кампања на СДСМ за локалните избори. Прво, владата на Република Македонија нема издадено никаква концесија за експлоатација на Кожув. Не постои, ниту се планира рудник за злато на оваа локација. Единствено издадена концесија за детални геолошки истражувања за алувиално површинско злато, која сама по себе не предвидува ни приближно ископи од ваков или сличен карактер, како што грубо се лаже во ова пропагандно видео, во кое се употребени снимки од Бразил, Папуа Нова Гвинеја и Казахстан. На овие информации секако рамнодушен не остана ниту првиот човек на општината кој на својата Facebook профил напиша: "Овој хорор филм ниту е сниман, ниту ќе се снима во Гевгелија и на Кожов планина. Ниту има исечена шума за отварање рудник, ниту дозвола за изградба на таков рудник, ниту пак е отпочната процедура за добивање дозвола за експлоатација. На Кожов планин има геолошки испитувања за можено оѓалиште на злато, но ниту има готови резултати, а уште помалку рудник од било каков тип", посочува Франгов. Тој истовремено потенцира дека за отварање рудник потребна е изработка на студија за влијанието врз животната средина на транспарентен начин, со јавни анкети во согласност со општината и Министерството за животна средина. Франгов на жителите на Гевгелија им порача да бидат спокојни, бидејќи општината ќе остане еколошки чиста. Ја разбирам загриженоста на граѓаните и ги поддржувам и сигурно дека нема да дозволам прво јас како Иван Франгов и како градоначалник на општина Гевгелија и сите граѓани на општина Гевгелија и пошироко таква еколошка катастрофа во нашиот регион да се случи, додава тој. Не се вложува доволно во женскиот фудбал во Македонија. Според Бојана Иванова, која е тренер на фудбалски клуб на женскиот фудбал во земјава, му е потребна поголема поддршка и финансирање. Жените пак кои се занимаваат со овој спорт немаат можности да го изразат својот талент. Женскиот фудбал како спорт се уште не е доволно развиен во Македонија. Иако жените би се согласиле дека фудбалот е груп спорт за да се занимаваат со него, сепак има многу талентирани девојки во државата кои професионално решиле да се занимаваат со него. Една од нив е и Бојана Иванова, која на своите 22 години ја завршила својата фудбалска кариера, бидејќи како што вели, овој спорт во Македонија не е доволно предизвикувачки за понежниот пол. Ипак во Македонија многу не е развиен женскиот фудбал. Тоа очигледно дека е така и плюс немаме никакви резултати. Во лигата функционираат само 3 екипи кои што нема некој ниво да кажеме дека можеш да замениш некаде во странство. Значи да имаш супер лига за да се надпреваруваш, мора да ти функционира лигата.
Според Иванова, на женскиот фудбал во земјава не се гледа како на професија, па затоа и жените кои се занимаваат со овој спорт не добиваат плата, ниту пак имаат можност да го покажат својот талент и да успеат надвор од границите на Македонија. Според неа, во земјава има лига составена од 10 тима, а се надпреваруваат само 3 екипи. Во лигата се надпреваруваат само 3 екипи, да кажам, тие што тренираат редовно, другите како релаксација име, само да се појават на стадиони. Тоа го кажам од лично искуство, поради тоа што јас сум била во Македонска лига и знам како тоа функционира. Ипак тоа не е доволно за македонскиот спорт. Збориме за фудбалот во Македонија. Затоа, женската А репрезентација на Македонија моментално е на мирување, од 3 години ставена, поради тоа што нема резултати, нема никакви успеси постигнато. Јас сум била во А репрезентација и тоа го зборам од чисто искуство. Бојана вели дека во Македонија би требало повеќе да се финансира и поттикнува женскиот фудбал, бидејќи има доста жени кои сакаат да тренираат фудбал во својата земја. Почитувани гледачи, следуваат настаните од светот, да видиме што се случува надвор од границите на Македонија. Ватикан замрзна околу 2 милиони евра сомнителни пари во минатата година во рамки на борба против перење пари, објавена од папата Франциско. Средствата се дел од вкупна сума од околу 13 милиони евра замрзнати меѓу 2013 и 2016 година. Лани службата за финансиска контрола на Ватикан соопшти дека затворила речиси 5000 сомнителни сметки во рамки на 3-годишна истрага за работење на банката на Ватикан, која претходно беше дел од скандал во 80-тите години од минатиот век. Секој обид на САД да ги раздели жителите на Европа е осуден на пропаст, бидејќи Вашингтон нема капацитет да ја промени користа што Европската Унија им ја дава на своите членови. Тоа го изјави францускиот министер за надворешни работи Жан-Марк Еро во интервју за журнал Диманш. Тој смета дека по постојаните напади на Трамп врз Европа ситуацијата е променета во корист на единството на европјаните. Секој обид за поделби и власт над жителите на Европа нема да проработи. САД категорично тврдам, немаат капацитет да ги изместат корисните работи кои Европската Унија им ги предлага на своите членови, изјави францускиот министер за надворешни работи. Основачот на Microsoft, Бил Гейтс, го повика светот да се подготви за глобална пандемија. Потребно е меѓународната заедница да свати дека тоа треба да го направи брзо, истакна Гейтс на безбедносната конференција во Минхен. Тој го повика светот сериозно да ја свати заканата од глобална пандемија, исто колку и опасноста од нуклеарен напад за време на студената војна. Гейтс го спореди овој проблем со епидемијата на Ебола во Западна Африка во периодот 2014-2015 година и со шпанскиот грип од 1918 година. Тој изрази опасност и од можноста за создавање вирус за терористички цели. Една катастрофа од глобален размер е веројатна, смета Гейтс. Научниците би можеле да откријат траги на вонземен живот во периодот од следните 20 години и со тоа да одговараат на едно од најважните прашања на човештвото, изјави високиот представник на НАСА доктор Кевин Хент. Како еден од водечките представници вклучени во мисијата за истражување на Јупитеровата месечина Европа, Хент истакнува дека би можеле да видиме први знаци на живот под кората на мразот со која е прекриена месечината, пишува New York Times. Почетокот на истражувачката мисија се очекува во 2024 и 2025 година, откако првото летало ќе ја разгледа планетата и доколку бидат забележани знаци на живот, би било испратено и друго летало, кое ќе дојде во контакт со површината на месечината и подлабоко ќе ја истражи природата на Европа. И уште една информација за овој дневник. Времето во Македонија ќе биде претежно облачно со повремен дожд, на места со умерен интензитет, а на планините и на некои повисоки места во северозападните делови со повремен снег. Интензитетот на врнежите ќе биде слаб до умерен, локално ќе наврнат околу 10 литри на метар квадратен. Утринската температура ќе се движи од 1 до 5, а дневната од 3 до 11 степени. Во Скопје ќе биде облачно со повремен
обилен дожд. Утринската температура таму ќе достигне до 4, а дневната до 8 степени. Потоа следува период на стабилно, суво и релативно топло време. Почитувани гледачи, овде го заокружуваме овој дневник. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете со нашата програма. Пријатно!